Стопанствениците во индустриската зона во Визбегово излегоа на протест. Револтот кулминираше бидејќи општината Чучар Сандево на крајот на март му дозволила на бизнисмен, собственик на фирма, да гради асфалтна база, односно да ископа дупка во реонот во која ќе се складира асфалт. Околните стопанственици се гневни и велат долго време предупредувале дека евентуалната асфалтна база е опасна по здравието и со тек на време станува фактор за разни болести: канцер, неплодност, пулмолошки заболувања, органски и неоргански испарувања, а особено затоа што го загадува воздухот со P2, P5 и P10 честички. Ние си изнаслушавме глупости од некои консултанти што работеле за нив и од некои луѓе што работат таму во администрацијата. Голем дел од нив не знаат и не сваќаат колкава е штетата на постоење на еден процес на топење на битумен и без прашување на камен. Не сакаа да ги слушнат нашите објаснувања, не сакаа се консултираат со градежен факултет, и си ја буткаат очигледно работата понатака. Алармираат дека Министерството за животна средина и просторно планирање не смее да издаде интегрираната дозвола, со која практично целосно ќе му се одврзат рацете на инвеститорот слободно да си гради. Локацијата апсолутно не одговара на околу 5000 квадрати да се обидувате да смесите асфалтна база, каде што знаете дека експлоатацијата на тоа, значи тешка механизација, шлепери, тешки камиони кои ги користат ресурсите, каде што ова патна инфраструктура што е тука изградена со помош на компаниите членки на индустријската зона кои гравитираат во непосредна близина, и сега да дојдете да ги загадувате и од една страна да не има возможност да си ја вршат својата дејност. Алфа побара став и од собственикот на Top Build, фирмата која ја гради асфалтната база. Оттаму вела дека согласно сите законски прописи за градба, кои вклучуваат и заштита на животната средина, компанијата прибавила правосилно одобрение за градба. Денешниот протест кој ги попречил во работењето го пријавиле во полицијата. Денешните настани кои го ограничија нашиот пристап до локацијата за која имаме правосилно одобрение за градба, предизвикуваат огромни штети за нас како инвеститори, а со тоа се предизвикува и слабење на националната економија. Компанијата Top Build во последно време е мета на црна кампања во која одредени субјекти се служат со манипулативни информации, а овие денешни активности се кулминација на истата. Во исто време, стопанствениците ќе продолжат со протести се додека не се стопира или премести градењето на асфалтната база. Дури имаат и предлог за дислокација, се со цел да не биде оштетен инвеститорот.